амбасадорът Тимоние, почитувани екселенции, почитувани колеги, дами и господа. Ја немам дилема дека во ова наша едногласна увереност проблематиката со недозволена трговија со оружје, со сиот опасен потенцијал што го содржи и кој што може да се манифестира како конкретна закана за она што значи општа безбедност, како во национални, така и во глобални рамки. Без сомнение заслужува постојан, би рекол приоритетен, институционален и меѓудржавен ангажман. Згора на тоа, справувањето со овој облик на нелегална трговија, особено во контекст на околностите и состојбите што го следеа овој ден на Балканот во изминатите 3 декади, императивно бара подигање на едно повисоко рамниште на превенцијата, ефикасноста, оперативноста, соработката во борбата против нелегалната трговија со оружје. Низ призмата на мигрантските кризи, на перманентната глобална закана од интернационализираниот тероризам, на заканите од делувањето на разни форми на организиран транснационален криминал, неспорен е фактот дека Балканот се уште представува подрачје кое не само што е крстопат на меѓународните шверцерски канали за нелегална трговија со оружје, туку е регион на потекло, но и крајна дестинација на нелегалното оружје. Тој тренд ги дава посебна специфична тежина на оваа проблематика, но истовремено е повеќе и означен мотив за дополнителни институционални, билатерални и мултилатерални ангажмани во превенцијата и справувањето со нелегална трговија со мало и лесно оружје, како и со експлозивни материи. Свесни за фактот дека употребата и доставноста на нелегалното оружје директно негативно влијае не само врз сеопштите трендови во разни области од криминалот, туку и може директно да влијае врз дестабилизација на самите општества. Во изминативе години Република Македонија се фокусираше на градење на еден интегриран системски пристап кон борбата против нелегална трговија со оружје и експлозивни материјали, по сите негови аспекти, едукативен, организационен, легислативен и така натаму. При тоа посветено ангажирајќи се и во многуте меѓународни проекти, програми, иницијативи и активности во сузбивањето на нелегалната трговија со оружје и експлозивни материјали. Република Македонија, тргнувајќи од своите стратешки определби за целосно евроатлантско интегрирање, активно партиципира во заедничката надворешна безбедносна политика на Европската унија, но и во истородните такви програми во рамки на НАТО алијансата, како и во заедничките одбранбено-безбедносни политики, сакајќи да даде свој полн придонес не само во одржувањето, туку и во промоција на мирот и стабилноста на глобален план. При тоа не запоставувајќи ниту еден сегмент, вклучително и овој околу борбата против нелегалната трговија со мало и лесно оружје, неговата пролиферација, како и недозволена трговија со експлозивните материјали. Потаму, неспорно е дека во изминатиот период Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, како институција во чија што законска надлежност е справувањето со оваа проблематика, направија многу во стандардизација и имплементација на нормите, иницијативите, препораките по однос на воспоставувањето на капацитетни и ефикасни рамки за превенција, контрола, но и откривање на нелегална трговија со мало и лесно оружје, муниција, експлозивни материјали, градејќи кредибилен, одржлив и интегриран национален концепт на делување. Со цел напредување на политиките и стандардите на оваа област, ние подготвивме и нова национална стратегија за контрола на мало и лесно оружје, која соодветно ги детерминира и дефинира новите трендови и предизвици, но и правците, односно приоритетите за действување, при тоа креирајќи еден координиран систем на меѓуинституционално делување на сите релевантни чинители, вклучувајќи и граѓанскиот сектор, што ќе треба квалитетно, функционално и ефикасно да одговорат на сите зацртани задачи. Се разбира во текот на оваа значајна конференција моите колеги од Министерството, што директно се инволвирани во оваа проблематика,
подетално ќе ги елаборираат сите преземени мерки и активности на овој план. Затоа, дозволете ми на крајот да истакнам дека колку и да се изградат квалитетни национални решенија, тие нема да го дадат посакуваниот резултат, доколку не се подпираат на нужна заедничка соработка, која што треба да ја даде, така да ја наречам, она суштинска логистика во успешна контрола на малото и десно оружје и спречување на нелегалната трговија со исто. Тоа партнерство треба да биде клучна алка во синџирот, не само од аспект на размена на искуства и знаења, туку од аспект на конкретна, оперативна размена на податоци и на спроведување на заеднички операции. Верувам дека денешната конференција, односно идеите, иницијативите, постоечките мерки што ќе бидат изнесени или разгледувани ќе дадат нов квалитет во насока на потесно и поефикасно заедничко делување. Сакам да се заблагодарам на амбасадата на Франција, на Германија, на Европската унија за оваа поддршка и да ве уверам дека во Република Македонија ќе имате искрен партнер кој што сака заеднички да гради партнерство и соработка во справување со сите глобални ризици. Благодарам на вниманието.